Државата повеќе од 10 години не финансира проекти во врска со Оризот, не само во Земјоделскиот институт за ориз во Кочани, туку воопшто во целата држава. Затоа Земјоделскиот институт за ориз во Кочани, кој речиси 2 децении е составен дел на Земјоделскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, постојано работи на проекти финансирани од странски држави. Моментално се работи на проект финансиран од швајцарската влада. Ние постојано работиме, постојано сме вклучени во одредени проекти. За жал, нашата држава, можам да кажам, повеќе од 10 години, можеби и повеќе, не финансира проекти, бар кај нас не финансира. Не сум запознаен дека и некои други колеги работат на проекти на Оризот во државата. Многу малку се финансират проекти од нашата држава. Ние работиме проекти некои кои ги финансират странски држави. Знаете, работевме повеќе години на проектот со турските сорти, беше финансиран од страна на турската влада, односно од ТИКА, Турска агенција за развој и потикнување. Сега работиме еден проект финансиран од швајцарската влада. Имаме повеќе од 20 фармери вклучено во проектот и ние работиме. Повеќе чинители има таму вклучени во проектот, така да ние сме еден дел од изведувањето на тој проект. Станува збор за проект за одржливо производство на ориз. Фармерите треба да применуваат одржливи технологии на производство со една цел да заштедат на некој начин на употреба на одредени пестициди, а да го зголемат производството. Проектот има и цел за заштита на човековата средина. Ако рационално и паметно и стручно се применуваат сите агротехнички мерки, во тој случај се штеди и вода, се штедат одредени препарати, се евидентира, земјоделците имат пасоши, постојано се што ќе применат во агротехниката и во нивната работа се бележи, се анализира и се изведуваат одредени заклучоци за работата. Инаку, објектот на Земјоделскиот институт за ориз е во руинирана состојба и нема научен подмладок. Од тројца вработени, двајца се доктори на науки и се пред пензионирање. Како научен институт со истражувања и образовна дејност, претходно функционирал самостојно. Инаку во институтот се работи на создавање на нови сорти на ориз и внесување на нови сорти за производство. Институтот има создадено 10 сорти на домашен ориз, а пред 4 години на опитните полиња во Кочанско се засадија турски сорти на ориз, од кои 3 се регистрирани на листата за производство. Оваа со децении запоставена институција треба конечно да го заземе своето значајно место во интерес на модернизирање на оризопроизводството како значајна земјоделска гранка. Министерството за земјоделство вети дека ќе инвестира во Институтот за ориз во Кочани и дека од програмата за рурален развој за 2019 година предвидена е финансиска подршка за реконструкција и инвестиции во опрема и кадар во оваа научна институција, која датира од 1927 година. Некогашен бренд, а сега само со неколку вработени и без доволно финансии за истражувања.